Годинашната комисија за издавачка дејност се соочи со огромен број доставени пријави, што јасно укажа на една засилена, гласна и дури еуфорична порака на очекување и на надеж за промена на застоените практики. И покрај тоа што еден од критериумите на конкурсов подразбираше ограничување на 10 наслови со кои може да аплицира секоја издавачка куќа, се беа изнашле најразлични форми за што поголем број пријави. Издавачите го испочитувале за овој критериум и најчесто конкурирале со дозволената горна граница, но од друга страна истово ограничување предизвикало на некој начин и условило невообичаен број пристигнати пријави од физички лица. Наоѓањето на вистинскиот сооднос меѓу едните и другите бараше сериозна и истрајна работа од комисијата. Се водевме од премисата дека никој не треба да биде оштетен од другиот, ни издавачите од физичките лица, ниту физичките лица од издавачите. Процентуално од понуденото и од едните и од другите, поддржани се повеќе пријави преку издавачки куќи, поради квалитетот на понудата и особено поради филтерот низ кој нивните понуди веќе беа поминале. Како и секој обемен материјал, пристигнатите пријави првим помина општо разгледување и запознавање на комисијата, со што се располага, ова беше мачен процес, и дојдовме до комисијата настојуваше да премости една состојба со конкретни одлуки, давајќи јасна насока за понатамошни посуштински промени што допрева треба да се случат. Практиките на паушално одлучување врз нерелевантни книжевни издавачки параметри се обидовме да ги укинеме со јасни критериуми што самите ги зададовме, ги пропишавме и ги применувавме доследно. Прв водечки критериум ни беше определување на статусот на авторите како носечки столбови на издавачката програма, веднаш потоа и нивните хонорари и враќањето на елементарното достоинство на домашните автори од сите генерации и провениенции. Се трудевме да опфатиме повеќе жанрови, да го проследиме иновативното, експерименталното, дадовме поддршка на широки жанровски одредници, од хаику до графички романи, од циклични прози до научни фантастики, до најразлични студии. Слободно мислечкото, слободно творечкото и различното во најширока смисла на зборот, покрај стандардното, веќе етаблираното, беа нештата кон кои се стремевме при донесувањето на нашите одлуки. Не поддржавме второ издание на ниту една книга од ниту еден автор, пријавен или како преку издавач или како физичко лице, со длабока увереност дека реизданијата не се предмет на поддршка во годишна програма на Министерството за култура. Преведувачите беа исто така особено значаен и чувствителен сегмент во работата на Комисијата за издавачка дејност. Донесовме одлука тие да бидат наведени на списокот со резултатите заедно со авторите и насловите на книгите што се преведуваат. На тој начин им оддаваме признание за нивната поценета работа, улога и значење во преводната литература, истовремено контролирајќи ја практиката за заедничко преведување, за преведување со туѓо име и слично. Книгите кои добиле поддршка за превод со конкретен преведувач можат да бидат објавени само со неговиот превод. Не поддржавме превод на ниту една книга која е веќе преведена на македонски јазик со каков и да е квалитет. Не поддржавме превод од индиректен јазик на ниту едно современо, ниту дело од претходните книжевни епохи. Преводите од класичните јазици ги третиравме како врвен културен приоритет. Не поддржавме комерцијални проекти, готвачи, популарни веб страници поради невклопување во националниот интерес. Комерцијалните проекти го имаат пазарот, продажбата која треба да биде нивна единствена насока за стекнување средства. Многу пријавени наслови и проекти имаа локален интерес и значење. Нивната реализација беше адресирана до Министерството за култура, наместо и до други посоодветни институции или општински и локални фондови. Нивното одбивање е всушност јасно упатување кон конкретни адреси за во иднина. Годинашната издавачка комисија препорачува наредните години да се земат предвид искуствата од годинава, да се опишат што попрецизно критериумите за финансирање заедно со објавувањето на конкурсот. Експлицитно да се наведе дали еден автор може да учествува само со една авторска книга и само преку издавач или може и како физичко лице, или пак со повеќе наслови преку повеќе издавачи, дали авторот може со истиот наслов
да учествува само на овој конкурс во Министерството или на други конкурси за издавачка дејност, локални и општински, дали авторот може да конкурира и како преведувач и на колку наслови максимално. Треба да се прецизира што точно би се презело доколку некој автор или преведувач не ги испочитува точно наведените критериуми. Сугестија на Комисијата за издавачка дејност годинава е националните институции да одат во посебни процесирања, затоа што редуцирањето на квантитетот да биде појасен императив и патоказ кон квалитетот за сите. Ова првенствено се однесува на енормниот број списанија, чие што можно укинување можеше да се свати како непријателски акт на Комисијата за издавачка дејност и на Министерството за култура, а не како наше настојување за воспоставување на вистинските критериуми на помалубројни, но поквалитетни списанија од сите културни сфери. Ова го подвлекуваме за во наредните години.